Вистинското семејство ни овозможува на членовите на семејството емоционално и духовно сродство преку заеднички вредности, верувања и традиции, заеднички искуства и активности, безусловна и неосудувачка поддршка. Семејството и семејните вредности се важните елементи на културата. Најголем дел од семејните вредности се одвиваат главно преку семејните односи. Токму и затоа, на семејството и предизвиците со кои тоа е соочено посветивме огромно внимание во приказните во 2025 како дел од петата сезона. Нина Ангеловска и нејзиниот сопруг Виктор Станков се младо семејство. Тие уживаат во градењето на своји ритуали и вредности кои сакаат да ги пренесат на своето синче Стефан. Од скоро, имаме прилика да даваме многу љубов. Имаме одлична тимска работа. Децата мислам дека е многу важно да го гледаат поделбата на одговорности, да гледаат како родителите се однесуваат еден со друг, бидејќи тие го впиваат тоа и утре тоа ќе обликува нивната личност, но и сите работи кои што ги впиваат и учат ќе обликува и како тие утре во животот ќе се справуваат со предизвици, каков начин на размислување ќе имаат. Семејството е многу важно за правилниот развој и насочување на децата, смета Ангеловска. Семејството игра клучна улога во одгледување и развојот на личноста на детето, во тоа какво дете ќе израсне, а тоа дефинира какви ќе бидат нашите генерации понатаму. Тука зборуваме, сега се комбинира влијанието на генетиката и епигенетиката. Генетските предиспозиции кажуваат каков потенцијал имаме, интелигенцијата, талентот, па дури некои однесувања, додека така наречената епигенетика има подеднакво влијание на тоа средината и како ние се развиваме, во каква средина, во тоа каква личност утре ќе израснеме. Семејството всушност све потекнува и се тргнува од семејството. Тоа е нашата прва животна школа. Тука добиваме љубов, пред се, сигурност, учиме за поддршка, ги гледаме родителите, како се однесуваат еден со друг, како комуницираат и тоа децата го впиваат. Сега има студии кои што велат дека 80% од развојот на мозокот на детето се одвива до 5-та година. Ако тоа го имаме предвид, знаеме колку е важна улогата на родителите во тоа каква личност во каква личност ќе прирасне, ќе се развие детето. Вредностите кои ги добиле од своите семејства се обидуваат да ги искористат за обликување на вредностите на нивното семејство. Од неодамна го имаме тоа задоволство, но и голема одговорност да бидеме родители, и да градиме наше семејство. Сега изборував јас за улогата на семејството, често кажувам дека моите родители се заслужни за мојот животен пат и кариера. Често споменувам дека мајка ми е таа која што ме учи дека знаењето е единственото нешто кое што никој не може да го земе. А сега и јас и мојот сопруг имаме задоволство да ги пренесуваме тие основни вредности кои што нас не биле всадени. Меѓутоа и да градиме наши ритуали, наши традиции и наш начин на функционирање, бидејќи како што викаат, секој си знае, секој го бира тоа што мисли дека е најдобро за него и неговото дете. Стефан, како нов член во нивната семејна средина, ги трансформирал нивните претходни ритуали. Ритуалите и јас и мојот сопруг генерално многу ги сакаме, бидејќи тие поставуваат некоја динамика, а од друга страна не поврзуваат. И ако претходно имавме одредени ритуали пред да го имаме Стефан, кои што беа, например, трчање за време на викенд, па потоа пиеме кафе, дружби одредени, сега гледаме тие ритуали да добијат нова димензија, да ги надградиме и нормално некои да ги промениме и да воведеме нови. Викаат дека треба детето да го навикнеш на твојот животен стил, а не ти да се прилагодуваш и всушност тука мислам дека е вистина од двете страни, дека треба и прилагодување, меѓутоа и на нашиот стил и динамика. Јас по природа претходно сум била доста брза, динамична, со бројни ангажмани и сега генерално така функционирам, што се однесува до особено ако имаме предвид дека викаат и како ќе е бебето, Стефан доста захтевно бебе, кое што ми овозможува да го задржам таа брзина и темпо, ако сакам што повеќе да постигнам во денот. Што се однесува до ритуалите, сега пробуваме, јас спомнав, на пример, еден ритуал дека трчаме за време на викенд и сега пробуваме тој ритуал да го задржиме и да трчаме со
со него. Меѓутоа имавме неколку обиди пред неколку месеци кога беше помал, неуспешни беа тие. Но еве неодамна имавме успешен обид и сега почнуваме да го практикуваме тој ритуал и всушност преку тоа и Стефан ќе гледа утре дека спортот е составен дел на денот, животот и ќе учи. Што се однесува до други ритуали, имаме навик, односно ритуал, дека секој ден заедно ручаме после работниот ден, разговараме, сега еве почнавме и Стефан да го седнуваме на хранилка со нас на маса. Потоа заедно играме, додека дојде време за бањање и заедно го заспиваме. Така да создаваме нови ритуали, верувам дека како што расте, така и ќе воведуваме и ќе создаваме и нови навики. Со добро планирање и организација, секако приспособено на детските потреби, може да се завршат и нашите индивидуални цели, смета Нина. Колку ќе постигнеме во денот, тоа зависи од колку добро сме организирани, но зависи и од тимската работа и од брзината, секогаш викам, ако сте побрзи, нели? Јас сум навикната дека во единица време треба што повеќе работи да се направат. Така и сега се обидувам да ми изгледаат деновите, да завршам што повеќе во исто време додека си играме, да му е направено и јадењето са бајле кој ќе станеме, за да ако ќе дојде време за спиење, јас добиам време да направам некои други активности кои што сум ги зацртала за денот. Родителството е најважната улога, која носи и бројни семејни предизвици. Самата нова улога на родителство е најголемиот предизвик и најголемата одговорност во животот. Зборувавме зашто представува, нели, семејството, колкава одговорност носи и дека тоа е всушност најважната наша прва школа за тоа какви деца и какви идни генерации и какво општество ќе бидеме, и ако тоа го имаме предвид, самата нова улога е предизвик за себе. Споменав за тоа како сме организирани, значи секако дека не оди се смут, дека има предизвици во организацијата, дека многу пати нешто ќе зацртате или ќе испланирате и сваќате дека имате мал шеф дома кој што не се сложува со вашата агенда, па ќе мора да ја промените. Предизвикот има бројни, нели, предизвици. Родителството кој што носи, мислам дека е многу важно да се чита, да се учи, да се информира, да се информираме, бидејќи нели без учење и без читање нема мислам успех и прогрес, така и во родителство. Секако важен е инстинктот, важна е љубовта и поддршката, најважна е љубовта и поддршката која ја даваме, а сите предизвици кои ги имаме, кои ќе се насмее, кои ќе го видиме, ги забораваме. Така да и често од родители ќе слушнете млади дека викаат кога ќе се пожали некој родител, викаат се заборава тоа све. Така да еве мислам дека веќе првите месеци кога беше доста поплачливи, веќе полека ги забораваме. Нина, Виктор и Стефан ги одржуваат и врските со членовите на нивните пошироки семејства. Генерално дел од ритуалите ни се и семејни ручеци. Сабота најчесто одиме кај мајка ми на ручек, во недела одиме кај родителите на Виктор. Така да тоа ни е и да го видат и да се дружат, но и пред да биде Стефан, тие ритуали постоја и всушност тоа се што ние како традиција и јас и мојот сопруг од нашите претходни, нели, од поширокото, сега поново пошироко семејство сме го примиле од нашите родители, го пренесуваме и некои традиции ги задржуваме. Социјалните потреби на ова младо семејство денес се адаптирани на барањата и потребите на Стефан. Сакам прослави, мојот сопруг сака многу социјализација и дружење. Сега со мало бебе, нели, тие работи се малку намалени, од друга страна се дружиме повеќе сега со луѓе кои што имаат деца, нели? Викаат дека интересите сега, нели, ни се слични. Заедничките обруци и готвењето дома се едни од омилените дневни рутини. Готвењето дома не е само правилна исхрана, туку тоа значи и разбирање, љубов, поврзаност. Вели за приказна Елена Бубало, фитнес инструктор, сопруга и мајка на 3 деца. Може би нема се да стигна во текот на денот, да не се однесеме во парк, да не прошетаме и курс ке се одмине, меѓутоа заедничките оброци гледаме да бидат цело време и секој ден достапни, односно применети. Сега може, нормално е дека има исклучоци, да напоменам дека нашата работа е двократна, па тука имаме нека опција за заеднички семеен ручек, меѓутоа внимаваме многу на тоа.
Ние сме примерот за нашите деца. Преку готвењето и подготовка на храната се развиваат бројни способности и децата се учат на добри навики. Самото тоа што ги уклучуваме во кујната, самото тоа што им го покажуваме сировото што е во делот од храната, повторно ќе кажам, правиме конекција, ги учиме од мали. Сега зборам, не збориме за поголемите деца, збориме за развивање на одредена моторика. Разговараме, постигнуваме како да го тоа применат и они понатака во животот, како да им стане навика, како дека на 9 години, например сега во трето оделение, дека не е ништо страшно, ако сам си направиме оброк со претходно дадени дома инструкции. Пресудно е за многу работи. Нашиот живот е сега многу брз и тоа е факт и многу работи забораваме. Меѓутоа мора да застанеме понекогаш, мора да се вратиме малце на основите на семејството, готвењето, па храната генерално ни е нас главниот избор во текот на денот и многу е важно ние како ќе се однесуваме спрема нејзе. Важно е уште од мали нозе децата да бидат вклучени во едноставни кујнски задачи, од миење овошје до мешање состојки, вели Бубало. Ако земеме од педагошки аспект, тоа го прават и во градинките, онаму каде што имаат услови, ги добиваме тие инструкции. Еве јас како родител на 3 дечиња, двете што деле во градинка, секогаш не било тоа напоменато и кажано. Важно е од секаков аспект, пошто сите тие работи зафатени сме, пак ќе кажам, нели тоа е она што цело време не брза. Знаете колку ќе помогне во моментот кога јас готвам и едното сакам ова да играме, сакам да редиме сложувалка, сакам ваму, не можам да го постигнам тоа. Едната работа е само да готвам и да им дадам телефон или телевизор да гледаат, затоа што стварно го бараат во моето внимание, а мојата обврска е огромна дома. А од друга страна е балансот. Океј, јас не можам да редам со вас денеска сложувалка, меѓутоа ајде сите во кујна и сите ќе направиме некаква активност, од игра, од нешто. Нема дете на кое што ќе му дадете љупарче, како и да се вика инструментчено, да излупи морков, да му е интересно. Верувате, дури и големо. Да му дадеш нож, со кој што ќе го научиш внимателно, убаво да сече, дека ќе му биде занимација и уживаат во тоа. Давајќи им ги улогите дома наши, верувате дека они развиваат енормно големи способности кои што понатака ќе им помогнат во животот. Може во моментот не се видливи, меѓутоа едноставно треба да отиде утре сам на камп, треба да отиде нешто само да функционира, да остануваат дома сами. Денешното темпо на живот често им го одзема времето на семејствата. Затоа, од тука и прашањето, како се успева да се создадат моменти на заедничко готвење и ручање и покрај сите обврски. Имаше муабет да нема куќна помошничка, нема, баба е тука добра. Главното прашање што е? Ако сум јас дома и готвам и правам и сум пример, нема како они да не се. Значи, нашата на крајот од денот не е што ќе им дадеме, здраво, нездраво, што ќе сготвиме, кој колку имаме, сите си имаме различни навики во однос на тоа што ќе внесеме денеска и што ќе направиме. Нашата присутност. Ние можеме дутре да зборуваме како тоа треба да биде и како на детето треба нешто да му дадеме. Се е џабе ако ние во домот не сме присутни. Самата присутност во домот, приоритетите кои ни се на нас, се темелат понатака да ги направиме работите. Без разлика дали е исхрана, дали е вежбање, дали е шетање, дали е возење велосипед, па така и со исхраната. Ако јас имам во часови дома кои што ќе ги поминам, и ако ние имаме дома култура и навика да јадеме дома, многу е полесно тоа да му го пренесеш на некого. Ти не можеш да го пренесеш тоа со сила, да ги научиш, ако тебе тоа не ти е практика како семејство и не го правиш дома. До утре можеме, нели, не да се лажеме, меѓутоа да кажуваме начини, правила, да читаме книги, се е џабе, ако ние не сме нашле сати во денот, кои што ќе ги поминеме дома во кујна. Чим јас го поминувам времето таму, многу е полесно нив да ги уклучам. Се друго е џабе. А тоа е после лесно, они сакаат, они се едни такви книги кога ќе ги отвориш и се љубопитни, се сакаат да само ти треба да имаш нерви на сите нивни прашања, да си сталожен, да одговориш, да сакаш и ти да ги научиш, макар да тебе ти е тоа и 10 пати да ти е досадно. За успешно семејство потребни се успешни семејни релации. Врски кои се градат со искреност и заемно почитување, разбирање и препознавање на емоциите и личниот простор, љубов, топлина и емпатија. Од суштинска важност е да разбереме дека еднаш изградените релации треба да се модификуваат, односно да се развиваат. Комуникацијата е клучен аспект на функционирањето на семејството.
Семејството е местото каде што секојдневно ги доживуваме сопствените граници и оние на другите, големите и мали проблеми кои навлегуваат во мирното живеење со другите. Не постои совршено семејство. Семејството е примарна општествена клетка каде што детето учи, се развива, добива љубов и се чувствува сигурно. Односите што се негуваат во рамките на семејството уште од најмала возраст не дефинираат и нас како возрастни индивидуи подоцна во животот. Меѓутоа, покрај семејството би напоменала дека за развој на личноста огромна улога имаат и други некои фактори, пред се наследните или генетските предиспозиции, понатаму средината, потесната и пошироката општествена средина во која што живее и се развива детето, исто така и активноста на самата индивидуа, но и процесот на воспитание што се одвива примарно во семејството, а подоцна и низ системот во различните воспитно-образовни институции. Семејството во текот на растот и развојот на општеството повеќе или помалку успешно обстојувало и се справувало со бројните предизвици, како што се економски, политички, културни и слично. Постојаните трансформации низ кои поминува општеството денес предизвикуваат и трансформација на семејството, кое постепено се менува себе си и својата улога, приспособувајќи се на општествените барања и потреби. Семејството се развива и се менува генерално како што се менува и општеството, како што еволуирало општеството, така е еволуирало и семејството и тоа е природна појава и логична. Меѓутоа во последните 50 години семејството се менува со едно темпо, со една брзина како никогаш досега. Сето тоа е под влијание на индустриализацијата, на глобализацијата, на брзиот начин на живот. Така што денеска семејството сосема различно изгледа и сосема различно функционира од тоа како функционирало семејството на нашите баби и дедовци. Очекуваме дека и во иднина ќе продолжи да се менува и да се развива семејството. И денеска впрочем зборуваме за семејства наместо семејство, бидејќи во минатото сите семејства наликувале едни на други. Додека денеска имаме многу различни модели на семејства, практично колку што имаме и модели на семејства, толку имаме и дефиниции за семејството. Улогата на семејството е клучна во однос на функционирањето на членовите кои го сочинуваат тоа семејство, особено децата. Семејството не е само важно. Неговата улога во животот и развојот на децата би рекла дека е клучна. Од раѓањето на децата во текот на предучилишната возраст, потоа од 6 до 12 години за време на училишната возраст и потоа во периодот на адолесценцијата од 12 до 18 години. Во сите овие развојни фази на детето, важно е семејството да му понуди една стабилна средина, хармонична, исполнета со љубов, поддршка и разбирање. Место каде што децата ќе можат да растат и да се развиваат, да бидат поттикнати, но и да се подготват за животот, за општеството. Значи, навистина, улогата на семејството во развојот на децата е комплексна, но не е невозможна. Некогаш беше нормално цело семејство да се собира околу шпоретот. Денес, поради брзиот ритам кој скоро сите го имаме, забораваме колку многу љубов и учење се случува во кујната. Готвењето е ритуал кој ги поврзува генерациите, ги учи децата на вредности и создава спомени што се паметат цел живот. Навистина, оваа активност е многу интересна и создава многу силни безбедни врски помеѓу децата и возрастните. Многу често ја активираме во градинките, а исто така апелираме во семејството да биде колку е можно поприсутна. Во емоционалниот дел кај децата делува многу силно, исто така го развива и социјалниот аспект и делува прекрасно на менталното здравје кај дечињата. Семејните ручеци и вечери се повеќе од споделување оброк. Тие се можност за зајакнување на односите, подобрување на психичката благосостојба кај децата и создавање трајни спомени. Децата што подготвуваат и јадат заедно со семејството стекнуваат подобри навики за здраве исхрана и здрав живот. Понатаму во животот тие навики ги усвојуваат при учењето и наготвењето и заедничкиот оброк, делењето со семејството, учат и сензорни вештини, например чувствуваат каква е храната, текстурата на храната, ја фаќаат, ја мирисаат и потоа ја вкусуваат.
Кога децата се играат, тие го истражуваат светот и учат важни вештини кои ќе им бидат од корист во текот на целиот живот. Играта е основата и суштината на детскиот развој. Всушност, од неа почнува се во најблаг начин, да речеме најдостапно за родителите, ако го објасниме, тоа е наједноставниот начин за учење и достигнување на нови вештини. Меѓутоа, таа има своји карактеристики и низ годините научно веќе се докажани многу работи околу играта и зошто таа треба да се практикува. Како за почеток само би напоменал, веројатно сите го имаат сретнато тоа, дека една вештина треба многу голем број на повторувања за да се усвои доколку е структурирана средина и многу помал број на повторувања доколку се учи преку игра. Игрите се најдобриот природен начин за учење кај децата. Знаењето стекнато во текот на играта е потрајно од знаењето стекнато на некој друг начин. Со други зборови, играта е природен начин на учење. Кога Нела Манчевска застана на големата сцена на детската Евровизија во 2025 година, зад низиниот глас стоеше многу повеќе од една песна. Стоеа тим и семејство што веруваа во низиниот сон. Нела не донесе само висок пласман, туку и гордост за цела Македонија. Јас уште од мали нозе сакав да пеам и сакав да се занимавам со музика. Искрено не знам кога посакав да го работам тоа. Талентот на Нела, вели низината мајка, се слушал уште од најраните години, во обичните семејни моменти, како возењето во автомобил, кога малата Нела спонтано знаела да запее. Јас како мала, мала, првично јас сакав да свирам на пијано на некои мои 7-8 години, а после ми имав голема желба да бидам оперска пејачка. Ама во тоа време, знаете, родителите пак ни го кажуваа патот дека не е тоа за тебе, првен пијаното е прескапо, не може да се го дозволиме, ме разбирате? И така, во тоа време не можеше реално да правиш тоа што ти сакаш, него тоа што, например, родителите како насока ќе ти дадат. Нела има 14 години и е 9-то оделение. Вели дека освен музиката сака да црта и плета. Добрата организација и поддршката од дома се важни во целиот овој пат кој требаше да го изоди на Евровизија. Поддршката нели ја има од мене, од сопругот, таткото Дејан и сестрата Набела, ама во самиот процес, како процес од тоа на проби, на надпревари, на настапи, на настани, јас сум во принцип 99% со незе и они исто во повеќето случаи се тука, ама јас и она најдобро, кога сме двете сами функционираме најдобро. Мама е менаџерот во ситуација. Така, мама е менаџерот, да. Почнавме реално со некои фестивали, првично тука, па барав фестивали надвор, како почнав да барам фестивали, така знаете, по алгоритамот одма излегуваат сегде во светот кај што постојат. Заедно ги правевме одлуките каде ќе одиме на фестивал, значи јас без низина дозвола нигде не сум ја пријавила. И како се нижа еден по еден надпревар, така она секој месец само ме прашуваше кај сме следниот месец. Ама поддршката која што ја давам, затоа што не секогаш не било лесно да се разбереме, заради тоа што она сепак е дете. И она точно 2 години напорно и настапуваше, и се надпреваруваше, некојаш ќе биде нели и болна, ама во принцип не се откажувала никогаш. Така знае тоа и наетот малку да биде на високо ниво. Иако секогаш е со најголема поддршка, мајката открива дека дома Нела има и најстроги, но најискрени критичари, незиниот татко и незината сестра, кои секоја проба ја слушале внимателно. Најголем предизвик беше Нела да го покаже тоа што навистина го покаже. Реално ние за да се пријавиме на детската Евровизија како проект, пошто јас тоа го сметам како голем проект, работевме 2 години точно. Она беше
2002 година ја запишав, мислам ја пријавив 2022. 2023 беше. Не, 23-та, извинете, да. 2023-та прв пат ја пријавив на аудицијата за детска Евровизија. Тогаш она имаше некои си 12 години. Ама не беше спремна. Чисто отидовме да видиме каков е процесот. Наредната година јас како мајка сметав дека она се уште не мислам созряна, подготвена, да. Заради тоа што во самите надпревари, во сите тие настапи си носат некои позитивни работи кои што вие проценувате дали тоа дете е спремно или не е спремно, ама за оваа година знаев дека е 99% спремна доли. Денес кога сценските светла се изгасени, а Евровизија е зад нив, семејството Манчевски на сите нервози и предизвици гледа како на вреден пат исполнет со мали победи, моменти на гордост и спомени што ќе ги носат цел живот. Посебен момент беше настапот на финалето, мислам затоа што нели има генерална проба на која што гласа жирито и финалето што е. Значи тој момент мислам дека никогаш нема да го заборавам. Значи многу имавме поддршка, можам да кажам и од шефот на делегација Дијана Гогова, од композиторот, од режисерот, од композиторот Лазар Цветковски, од Магдалена Цветковска, од Љупка Јакимовска режисерот, да. Значи тој момент мислам дека никогаш нема да го заборавам, затоа што мислам дека не дишевме во тој период. Чувството кога освоивме 2/12-ки? Не се опишува. Јас како мајка кога заврши со пеењето, тоа ми беше најбитното во целиот процес, она да отпее и да биде на висина на задачата. Јас искрено на пробата за генералната проба бев највеќе трема. Не знам зашто само проба беше, ама така. На финалето не толку, а на почетокот пред да почнам со пеење, дај после кога више почнав. Ама многу е убаво, мислам, чувството на сите, мислам, талентирани деца и на родителите кои што сметат дека нивното дете има талент. Сметам дека треба да се пријават, ама претходно да има напорна работа, затоа што стварно Нела многу работеше. Семејството е местото каде што учиме како да бидеме сакани и како да љубиме. Верувам дека секој човек има емотивен шаблон, карактеристичен начин на кој што сака, на кој што се врзува и се поврзува со другите, најчесто на тоа во тие интимни врски. И да, во голема мерка тој шаблон некаде се формира во раното детство, од нашите први искуства со нашите родители или примерни згрижувачи. Што точно е емотионален шаблон? Е некоја внатрешна мапа од која што човекот ја доживува, како тој ја доживува, како човекот ја доживува љубовта, како го чита и го препознава однесувањето на другите и како одлучува колку е безбедно да се отвори, да пристапи или па да се повлече во сите тие релации. Комуницирањето е посебен процес на динамична, социјална интеракција која вклучува размена на идеи меѓу две или повеќе лица. При овој процес се изразуваат чувствата или однесувањето на луѓето. Комуникацијата ни е начин на живот, зашто е важно да комуницираме, па целиот наш квалитетот на нашиот живот всушност зависи од квалитетот на нашата комуникација. Квалитетот на нашите релации се влијат и се одразуваат на квалитетот на нашиот живот. И навистина е важно да не само да комуницираме, некако го земаме здраво за готово, нели, па секако дека знаеме се за комуникација, нели, имам уши, имам уста, знам говор, знам јазик, меѓутоа некако често знае да се случи да се најдеме заглавени во комуникација со другите, да она што сакаме да го искомуницираме не легнува на другата страна како што сме сакали или очекувале, да заглавиме и со самите себе и некако дознаваме дека има многу повеќе работи и некои скриени динамики под површината, што ја чинат комуникацијата да биде или добра комуникација, ефективна комуникација, или нешто што можеби и не е толку конструктивно и понекогаш води кон штетни ефекти за себе, за другите. Практично секое однесување е комуникација, а секоја комуникација предизвикува однесување.
Науката ја дефинира комуникацијата како размена на идеи, мисли, чувства, ставови. Во рамките на семејството тоа би значило размена измеѓу семејните членови. Ефективната комуникација значи да си активен слушател, значи почит кон соговорникот, значи и чиста, јасна информација, недвосмислена. Тоа е многу важно за да комуникацијата биде соодветна измеѓу членовите на семејството. Функционални семејства имаат урамнотежено ниво на блискост и толеранција за разлики и одвоеност. Членовите на семејството се диференцирани, но меѓусебно поврзани. Границите на системот се полупропустливи, а улогите се јасно дефинирани. Можам да зборувам од социолошки аспект. Според мене емоционалната блискост е важна затоа што таа го одредува меѓучовечкиот однос и интеракцијата. Меѓутоа значи однос кој што е на некој начин близок, пријателски, доверлив, исполнет со топлина, со љубов, сочувство, емпатија и така натаму. И затоа е важна, затоа што на тој начин ги јакне врските помеѓу луѓето и уште поважно ги јакне врските помеѓу членовите на едно семејство. Од друга страна исто е важна заради социјалната кохезија. Од тој аспект би рекла дека представува на некој начин чувство на припаѓање, чувство дека сме дел од нешто, идентитет, чувство дека сме дел од некоја поголема приказна. Без разлика дали е тоа преку длабоки разговори, споделени искуства или едноставно да се биде тука еден за друг во тешки моменти, блискоста ја намалува осаменоста. Комуникацијата е клучот за подобро општество. Промената треба да почне првенствено од нас самите, од себе си, затоа што сите ние сме поединци кои што ја прават целината на ово општество. Семејството влијае врз обликувањето на поединецот во текот на целиот негов живот, бидејќи тоа е природната средина во која човекот живее и за која е врзан се до својата смрт. Семејството го гради нашиот синџир на отпорност. Чувството на безбедност и љубовта во семејството се основа за формирање на позитивна слика за себе кај детето, што е неопходен елемент за среќа кога ќе порасне. За крај и овие празници, уживајте и искористете моќта на вашето семејство. Убави празници. Довидување.